Мечтата и непрестајната битка за една силна, обединета Македонија остана Чентова голема идеја. Идеал на времето и иднината кој тој скапо ги плати. Со монтиран процес, со добро извежбани сведоци и со пресуда од 11 тешки затворски години, а конечно и со својот живот. Во обвинителниот акт на судењето се вели дека обвинетиот Методија не се согласува со внатрешната и со надворешната политика на Федеративна Народна Република Југославија, која, според неговото мислење, била спротивна на интересите на македонскиот народ. Непрестајно, во текот на својот живот и активност, тој се бореше против секаква туѓинска капа, против поробувачите и безскрупулозните асимилатори и туторите на неговиот измачен, вековно угнетуван и онеправдан народ. Безкомпромисно, тврдо ги застапувал и ги бранел до крај честно своите ставови и мислења. Многу пати страдајќи заради тоа, а сепак останал докрај доследен на тие своји принципи. Убеден со силата на аргументите, него ништо не можело да го поколеба. Ја за него не знае. Оти е он хапсен. Или оти не знае под се воде истрага. Пред неговата истрага беше, како што знаете, под голема конспирација. Тоа ви е познато, мислам. Најголема конспирација беше. Jer on ne trebаше да излева на суд. Он трябваше да биде ликвидиран. Не само он. Како да станали луѓе што беа ликвидирани. А у тоа време нема да ве чуде. Се ликвидира големи луѓе, не па него. А вие требаше да му дадете и пилула за да го отруете, а? Што ти не? Апси пилули има. За. Нема преден пилули, ја вртав кај мене како управник на истражен затвор. Тоа беше едино најповерливо лице во полицијата. А каква беше келијата кај што лежеше Ченто? Во затворот, во истражниот? Обична келија, засебна. Бил во самицата тамо сами, нормално не можел да излегува да се шета по ходникот и бил строго конспиративно донесен во затворот. Ма каки ходник нема? Не го пуштаа нигде, а? Ма нема врска со ходник. Тој клучот беше кај мене. Никој не смееше таму да влезе. Никој не смееше не да влезе, него да придне на пенџер не смееше. Jer tije ćelije bеа одвоени. Една ćelija od друга ćelija имаше 3 метри нешто. Поред тие ćeliji беше били забрането да се оде тамо. Најбеше. А Ченто тебе ти рече дека му наместиле за да го апсат, нели? А, тоа е нормално ми го рече. Отворено ми го рече дека му е наместено. Да. А па ја, како да ви речам, не знам како ќе ме сватите. Јас со Ченто се познавам за време окупацијата. Је со него ја интернација бев, у затвор бев, бугарски. Така. И кога јас бев паднат затвор, значи Ченто, имавме јака конспирација меѓу нас двајцата. Вечерта кога го донесо од Прилеп. Тебе строго ти наредија ти да го земиш, да го однесиш во келијата и никој да не знае за тоа, нели? Види, он кога е донесен во затворот, испразнат е
целиот ходник и тој спрат, вториот спрат, стражата беше повлечена, тој беше народна одбрана. Не беше озна. Разполагаше кост. А кој го сослушуваше Ченто? Се сеќавате ли? Види, Ченто не помина ми инаугурација за сослушање. Ченто го сослушаваше најмногу пекар. Бе повикан за пилулата и ми беше објаснето не е за него. Како и за останали. Знаеш како ти се истразни затвори. И ми кажа, разбираш дека Ченто треба да се ликвидира. Да. Дека он е англиски шпион. Дека треба он да се ликвидира. Штета е за него, не е само за него. За тие такви луѓа што не ги распретат конците. И тоа е катно. Додека се живи овие патови, да излезат на клупата, да кажат вистината. Што се дешава со македонскиот народ? Методија Андонов затвор, долго време супругата не знаеше кај се најдува. Одевне заедно Скопје да праша, да разбери кај се најдува, ако знае некој да каже. Сите крела на милиците, не знаеше никој да каже. Го сретна Љубен Лапе и го праша, ако знае нешто ти каже за Методија. Тој и крена рамениците, веруе Василке, ништо не знам да кажам. Тие беа многу пријатели со Ченто и сработува. И таа доста разочарана, реши отиде Белград. Белград отиде го праша Густав Ваков. Го замоли да каже нешто за Методија, ако знае. Тој рече, немој да се секирате, госпоđо, Методија е жив, ќе го суда. И за тоа време, ко се врати, за скоро време го суде. Ги изнесва на суд. Јас и супругата негова бевне Скопје на судејне. Во судницата, кога влегов, јас ги препознав меѓу судите Чашуле и Благоја Поповски. Дони ми седе ко присутни Цири Вири и од Борко Талески мајка му. Методија го донесол со двајца милицаи среде. За тоа време дојде една група доста млади, кој јас тогаш бев млада. Сите беа поќе девојки. Го прашува судите Методија, зошто си сакал да бегаш на граница, си фатен, и зошто си сакал да бегаш? Тој замоли да одговорам. Тој одговори, не сум фатен на граница и не сум сакал да бегам. Тие го упутува со многу, го збунува со многу зборови. За тоа време, тие младите што беа до ними, јас се најдов меѓу ними, пошто салата беше многу мала, тие на секој збор Методија многу се смеја, и то гласно, чисто ги извикува, да сето внимание му го зема, исто и мене,